Цацко Конопишки, навидум обичен јарец во подзнак глас. И него го мачат сите они работи од денешницата и секојдневието. Притиснат од мито, корупција, роб на традиционалните навики, никогаш ослободен од она што може би го чека. Меѓутоа, овој ситен трговец наеднаш откри неверојатна моќ. Секогаш кога нема да плати данок, се преврува во бизнисмен. Во епизодата Службен ручек. Путер, разбираш. Гледай, шо смееш, разбираш? Па си направил некоја анекдота, а? Шо направил? Мучак се сега таму, разбираш, ми тегна прошла година каја бебе тука бе. На шо бе, на таа или со... А? На која? Као отидех по голема нужда таму. Испосрах се, излевам, не пуших вода и на корно врво му викам. Види, молим ти се таму, разбираш, некој се испосрал, не пуштил вода, как се госи не пушти? Ја не примети ништо. Не му кажах, од сам јас. Колку беше смешно, разбираш. Одека бе вулканот домата бе? Не е домата, тоа е рибизла бе. Рибизли е? Слушай. Друго сега да ти кажа. Слушай, разбира се. Слушай. Кога говорам да ми колку е смешно, сакам да кажам да ми толку анекдоти имаме ние у бизнисот, сега ще го тераме. Блажо, не верувам ти постои толку дебела книга, разбираш, дека што може да ги собере сите тие анекдоти, разбираш. Не може писател бе. Какво ли ти разбираш ти? Некна каја беме на царенето таму. Со камионот доваѓа тај шоферот таму, јас до него седам, вика, вај тир ли е тир? Треба да стое тука 3 дена да стое. Јас викам, вам да идам, шепкам му на царенико. Викам му, јас сам му на бузле, втор брачет. Така ли е така? Врви вика. Бај му, мајката му е ба. А со полицијата, кога да еме со колата, текнули ти кога носеме клунови од кокошки, шверц. Кога не се заусти тај полицајец, кога сакаш да не казва ти беме пијани, разбираш. А? Кога му кажах јас, внук сам на чокра, разбираш, кога не пушиш, обршај, брате. Избишаеш, обршај ме да емам, мајка му да емам. Колку анекдоти има, разбираш. Ти не знаеш, ти за... Как се вика, тука, ој да платам бе перо. Дај тука, разбираш. Колку треба? Дај да платиме, воја свеше тука, тури го на фактурата таму. Не може на фактура. От не може, разбираш. Бе, у нас немаш доверение да ебам мајка му тука, секој ден ти оставим во пейсмарк и пак ще ај, молим те таму ти се, молим ти се. Добра, ај. Нем така такви работи. Еј, да му ибам мајката, служи. Пак ќе му избегаме после. Слушај, текнува ли ти тебе? Навија кога му дадеме, вика дај робата, вика акцептен налог, дадеме му акцептен налог на 70.000 марки, беј. И затвориме фирмата, робата ни остана. Слушай, јас сум чел, разбираш, и други му правиле така на него. Аби други му правиле така, го гледам некне тука, затворила фирмата, пред сток продава акцептен налози, разбираш. Бе, полека бе! Да, ева мајка ти, да, ева, полека! Добро бе, не бе срам бе. Оти бре, разбираш. Кога имате мака, кога не знаете сделка да направите, се по мене викате де бизнисмен, дој да наредиме ваа работа. А сега туа кога лапте у Јавору најубавата кафана, туа мрсно ка лапте, не ме викате и мене, јас да лапам нешто. Шо ќе те викаме тука мрзенците и види колка си тука дебел си као овако, што ние тука можеме и да каснеме малку. Ами това мене не ме од јадење бе. Ми што ти е? Ама што летам пънам се с ваздух унатре. Де да видам јас? Оди. K15